Првите објекти на кои што се фокусиравме беа Стариот театар, Музеот на македонската борба, објектите на самиот поштад кои што се градат да бидат едниот се гради, другиот треба да почне да се гради хотели и градска куќа. И онаа зграда каде што ќе се смести Уставниот суд, Државниот архив и Националниот археолошки музеј. Од големо значење за културното наследство на нашата држава што во централното градско подрачје ќе имаме еден објект, тоа е археолошки музеј, каде што ќе бидат презентирани сите оние артефакти, сите оние предмети кои што значајни предмети кои што се наоѓаат во голем број институции ширум нашата држава. Ја морам да кажам дека владата на Република Македонија во изминатиот период, ќе кажам за прв пат, извои поголем фонд на средства во делот на археолошкото изражување, бидејќи во Република Македонија на археолошката карта се наоѓаат над 6000 археолошки локалитети, така да навистина треба голема посветеност во делот на да успеете да истражите поголем дел од овие археолошки наоѓалишта. Токму и таа беше целта и на владата и на Министерството да се издвојат поголем фонд на средства во делот на археологијата, во делот на културното наследство и во изминатиот период морам да кажам дека се истражуваше на вкупно 20 археолошки локалитети со голем број на археолози, со голем број на стручни лица. Ние секоја година на крајот од годината, бидејќи голем број на артефакти беа откриени на овие археолошки локалитети, морам да кажам дека скоро 10% од оно што беше откриено беше презентирано на овие изложби кои што ги организиравме на крајот од секоја календарска година, се со цел македонската јавност да се запознае со сите оние предмети кои што се пронајдени на овие археолошки локалитети. И морам да кажам дека во моментот, сето она што беше пронајдено и во овој изминат период и претходно, кои што се наоѓаат во депоата, на нашите надлежни институции, сето тоа се реставрира, се конзервира, се со цел да биде презентирано во новиот археолошки музеј. Значајно е што овој археолошки музеј се наоѓа во централното градско подрачје, во центарот на градот Скопје, каде што голем број на туристи кои што доаѓаат и кои што морам да кажам може да имаат кратко време за престој во Македонија, ќе можат на брз начин да го посетат археолошкиот музеј, накратко да се запознаат со археолошките убавини, со сето она што го поседуваме во делот на археологијата. Главната цел ми беше како да ги доближам тие две времења, тие две вредности архитектонски. Различната, класично античката и современата. Кога ќе се погледат тие два објекта, едниот сега е во завршна фаза, другиот наскоро ќе следи, ќе може многу јасно да се уочи тој склоп од два ентитета, да кажеме, класичниот антички и современиот. Првиот, да кажем, на столбој ќе се види дека главното јадро, функционалното јадро е современото, една стаклена фасада, структурална стаклена фасада. Тоа е еден фина целина од два ентитета, кои што јасно зборуваат за базата на нашата традиција и за актуелно време. Бидејќи не се работи за елитистички простор кај што архитектите сакаат да покажат колку знаат од современата архитектура, напротив тука треба да се постапува сосема внимателно и сосема спротивно од некои колеги кои што се многу гласни. Јазикот кој што се употребува, да кажем, архитектонскиот јазик мора да биде многу експлицитен и јасен, десиден. Што сакаме ние да порачаме на граѓаните? Јас сакам да порачам на граѓаните дека нашата градителска традиција си има длабоки корени, си има континуитет, најмалку 2500 години. И сакам тоа да го соопштам на овој простор, кој што секој граѓанин ќе може не само на ниво на соопштенија, туку и на ниво на асоцијации, на ниво на символички вредности, дури на емоционално ниво да го доживеат тие два објекти. И целиот простор. За мене тоа е многу битно.
Што особено ме радува, значи сега како растат објектите, значи како ги наслушкувам реакциите на граѓаните, веќе се потврдува. Значи не само мојот став, туку и оние урбанистички препореки и искуства на теоријата на урбанизмот за вакви простори. Значи граѓаните веќе имат и емоционална релација со тие објекти. Значи, надвор имаме една јавна сфера која што е во класичен антички стил. А внатре имаме едно функционално јадро кое се целостаклено. Значи, внатре функцијата е многу јасна, бидејќи се работи за една таква урбанистичка маркица која што не е сложена. Мислам, она е сложена од естетски, урбанистички аспект, али успеав да функционално ја решам на максимално едноставен начин. Значи, најглавниот дел е археолошки музеј, имаме, над него следи Уставниот суд и последните два ката се Државниот архив. Они имат многу јасна функционална шема, ми се работи за еден долг простор со централен ходник, значи што добро соодветствува и за функционалната шема на Уставниот суд и за археолошкиот музеј. Има едноставен конструктивен систем, така да ја мислам дека тоа е од функционален аспект многу дециден и добро поставен објект. Значи, нормално ќе се види тоа во неговото функционирање. Она што е интересно да се каже, значи, е текот на изградбата. Нашата градежна оператива првпат се сретнува со ваков тип на објекти, без разлика што има традиција. Имавме проблеми особено со фасадата, со тие специфични детали, избор на материјалот, но тоа го освободувавме вод и сега се гледа делото, успешно се совладени сите аспекти, значи и технички, естетски и организациони. Така да јас сум задоволен до сега од ова што се случува и се надевам дека проектот ќе биде доследно реализиран и на задоволство на граѓаните ќе имаме еден фин или многу значаен објект во централниот град, што ми се чини ќе биде символ и на градот и на државата. Вториот објект, значи обвинителство, тој има специфична форма, значи тоа е кружна форма, а тој користи истите принципи. Значи тоа е склоп од два ентитета. Идејата е да ги спојам тие две времиња, базичното античко и актуелно сегашно. Значи затоа имаме еден цилиндар кој што е надворешен, тоа е класично антички, и внатре имаме друг цилиндар кој што е сосема стаклен, тој наскоро ќе се види, значи над нивото на венецот ќе се појави еден стаклен волумен кој што е технолошки третиран во духот на актуелна архитектонско искуство. Еден јавен конкурс за изведба на нова зграда на Министерството за надворешни работи, на кој што ние земавме учество. И ја добивме првата награда и со тоа ни беше понудено да разработиме техничка документација за врз база на избраното идејно решение, според која техничка документација би се изградил новиот објект на Министерството за надворешни работи. Со таа цел, тоа представуваше голема чест и задоволство за нас да пристапиме кон разработка на еден таков грандиозен објект. Овој објект ја завршува низата на ново предвидените објекти на левиот брег на реката Вардар и со тоа мораше да се следи концептот
кој што веќе беше воспоставен од претходните објекти. Класичното се препознава во фасадното обликување, каде што имаме користење на стилските редови, класични столбови, венци, капители, стопи, додека современиот дел се гледа во користење на современи градежни материјали и во фасадното обликување, додека и внатре во самиот објект. Исто така, современиот пристап се гледа и во самиот начин на проектирање на објектот. Концепцијски објектот е поделен на 3 ламели. Тој содржи 2 подземни нивоа, едно приземје и 7 ката плюс рамна тераса, кој што дел од рамната тераса е искористен делумно. Во приземните нивоа ни се сместени дел од паркирањето и техничките простории. Првите 3 ката, вклучувајќи го приземје први и втори кат, ни се репрезентативни нивоа на објектот, додека од трети кат нагоре ни е административниот дел на објектот, каде што се сместени канцеларии за директоратите кои што се дел од ова Министерство за надворешни работи. Од ВИП влезот се влегува во ВИП фоаје, кое што ги содржи сите пратечки содржини кои што се потребни за тоа ВИП фоаје да функционира. Има амфитеатрална сала во централниот дел, која што е позиционирана на најдобрата локација, на најдобрата местоположба во самиот објект, значи централно, свртена према реката Вардар, која што јужната страна, морам исто да нагласам, дека ги пружа најубавите визури према реката Вардар. Значи најдобрата местоположба во овој објект ни е јужната страна, јужната ориентација. Пред Втората светска војна на територијата на Македонија живееле повеќе од 9000 евреи. Историјата на македонските евреи е долга. Тие датираат првите зачетоци, првите сознанија дека постоеле евреи во Македонија се од времето на романиотите и се претпоставува дека првите евреи се дојдени со војската на Александар Македонски овде. Потоа со големиот погром од Шпанската инквизиција во 1492 година, евреите сефарди, по потекло од Шпанија, се населуваат на овие простори и остануваат тука се до Холокаустот. Еврејската заедница денеска брои 200 члена, за жал во 1943 година на 11 март 98% од македонското еврејство се собрани и натрупани во тутунскиот комбинат Монопол и од таму со 3 конвои на 22, 25 и 29 март се депортирани точно 7144 евреи. За жал ниту еден се нема вратено жив. Желбата да се направи еден меморијален центар, да се направи спомендон на жртвите на Холокаустот, трае цело време во еврејската заедница. Во 1994 година, на идеја на академик покојниот Иван Дејанов и Друштвото за македонско-израелско пријателство, кое тогаш постоеше, се постави еден камен темелник на брегот на реката Вардар во непосредна близина, но тој проект едноставно не можеше да продолжи со реализација. Историјата на музеот како објект и како идеја да се направи ваков објект датира од времето кога бев министар за финансии, тоа на самиот почеток на мојот мандат во 2000 година, значи самиот почеток на 2000 година, јануари, кога го носевме законот за денационализација, односно измена и дополна која што законот го направи закон. И во една дискусија оценивме дека не само што треба да се врати национализираниот имот на семејствата од Македонија на кој што им бил одземен, туку дека има еден момент кој што е значен и дека треба и тој да го решиме, а тоа е дека околу 7000 евреи биле протерани, однесени во логор и погибени, убиени за време на Втората светска војна. Од нив
најголемиот дел или многумина од нив немаат своји наследници и нема кој да го побара тој нивни имот. Така што нема кој да побара обештетување. Нема кој да си го побара објектот, бидејќи ги убиле цели фамилии. Тогаш оценивме дека е добро во законот да се стави оние семејства кои што се убиени и кои што имале имот и кои што немаат наследници, бидејќи и нивните деца били убиени, и нивните внуци били убиени, и сите нивни роднини. И практично нема кој да побара да му се врати национализираниот имот или да добие обештетување во пари. Решивме за таквите објекти, што биле подосна во социјализмот одземени, односно распределени на други граѓани, средствата во висина на нивната вредност, државата да ги одвои, да се основа еден фонд на Холокаустот, пред се контролиран од државата, но и од Сдруженијето на евреите во Македонија, и тие средства да се искористат за изградба на музеј за Холокаустот. Во 2000 година, со донесување на Законот за денационализација, Република Македонија, Македонскиот парламент, донесе 4 посебни одредби, односно 4 члена во посебни одредби, на кои што сме исклучително горди. Македонија е една и единствена земја во светот, односно во Европа, која што на ваков начин го решила прашањето за реституција на имотите на евреите без правни наследници. И бевме прва држава која што го направи тоа. И потоа доаѓаа од многу други држави да го видат тој пример, бидејќи еврејската заедница ни целиот свет Македонија ја кажуваше како уникатен, позитивен пример на еден таков потек кој што никој не ни го бараше и не притискаше да го направиме. Сами одлучивме да го направиме. לנשמות 6 מיליון אחינו ואחיותינו שמתו על קידוש השם יענוהו בשלווה ושלום שלא ידעו בחייכם בעל הרחמים הסתירם בסתר כנפיך לעולמים וצרו בצרו החיים את נשמתם אדוני ונחלתם וינוח בשלום על משכבם ונאמר амин. Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија е отворен на 10 март 2011 година на денот на 68 годишнината од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Треблинка. Меморијалниот центар се наоѓа во старото еврејско мало и е на површина од околу 2700 метри квадратни. Меморијалниот центар е институција чија што основна задача е не само да ја прикаже трагичната судбина на еврејската заедница во Република Македонија, туку да биде еден паметник и потсетник за она што носи нетолеранцијата, несоживотот во едно општество. Идејата за отварањето на меморијалниот центар беше да се направи во две фази. Првата фаза е привремена поставка, која што ќе биде воведна поставка, во која што ќе се прикажат историјата на евреите од Стоби па до ден денешен. И вториот дел ќе биде перманентна поставка, во која што ќе ги изложиме сите оние артефакти кои што ги изнајдовме и документи кои што се однесуваат на животот на евреите и трагедијата за време на Втората светска војна, како и возобновувањето и еврејската заедница денеска. Со поддршка на институциите во Република Македонија, со драги пријатели, морам да истакнам улогата на Министерството за финансии, катастрите, архивите, музеите, се собра огромен материјал. Така да сега веќе располагаме со 30.000 пишани документи, што е завидна колекција од документи
и околу 4.500 фотографии. Идејата за перманентната поставка е на професор доктор Майкл Беренбаум, тој е еден од најпознатите светски историчари кои што се занимаваат со истражувањето на Холокаустот, а привремената поставка која што имаме денеска ќе е дизајнирана на тој начин да биде патувачка и се надеваме дека ќе го прошета целиот свет. Досега веќе имаме закажано изложби низ повеќе земји во Европа. Тој музеј е една голема историја која што 60-70 години во Македонија скоро да не се спомнуваше. 7000 луѓе да ви ги однесат од државата во логор и да ги убијат. 98,5% или можеби и повеќе, ако не се лажам, од граѓаните на една верска заедница да бидат однесени и убиени и да ги заборавите со тек на време, да не се спомнуваат никаде и да не се изгради еден музеј на нив. Навистина мислам дека беше еден сериозен пропуст, независно дали бил ненамерен или може би бил намерен. Меморијалниот центар е замислен да биде движечка сила во едукативниот систем по однос на превенција од дискриминација и геноцид. Балканот како подрачје е мултиетничко и мултиконфесионално општество и со примерот за геноцидот кој што е направен за време на Втората светска војна се надеваме дека младите идни поколенија ќе научат дека единствената опција е толеранцијата и соживотот. И она е тоа што сакаме да го пренесеме како порака на идните поколенија, за да не биде ова само зграда во која што се знае дека е музеј на жртвите на Холокаустот. Не, напротив, ова ќе биде институција и зграда која што на Скопје ќе му даде сосема поинаква димензија или како што го нарекуваат малиот Јерусалим. Спомен куќата на мајка Тереза беше еден од првите проекти со кои што започнавме со негова реализација и беше еден од првите проекти кои што прв се промовираше во делот на овој проект Скопје 2014. Многу важно е што самата спомен куќа, значи зградбата на спомен куќата се наоѓа значи на местото каде што постоела куќата и каде што постоела и католичката црква.
И затоа кога се изработи таа проектна програма, значи од големо значење беше што се планираше, значи во спомен куќата, значи да има еден посебен дел за католичката црква, каде што преку одреден број на мисии и така натака ќе може да се обавува својата дејност и каде што граѓаните ќе може да бидат вклучени во проследување на тие мисии. Во изработката на проектната програма, значи, зема учество и архитект кој што беше поканет и дојде директно од Ватикан. Исто така, значи, он учествуваше и во самото жирирање на сите оние идени решенија кои што пристигнаа, значи, на конкурсот кој беше објавен од страна на Министерството за култура. Проектната програма, значи, ги содржаше сите оние специфики, значи, како изложбен простор на сите оние артефакти кои што се поврзани со ликот и делот на мајка Тереза. И посебно ми е драго што кога се одбележуваа 100 години, значи, од раѓањето на мајка Тереза, ние го имавме веќе промовирано ова спомен куќа и која што спомен куќа ја гледам како една благодарност од сите граѓани, значи, кон ликот и делот на мајка Тереза, кон незината хумана мисионерско движење, кон сето она кое што го остави во светски размери, значи, значителен белег, така да во одбележувањето на тие 100 години од незиното раѓање ние имавме, веќе беше промовирана спомен куќата и навистина во изминатиот период беше многу посетена, значи, од страна на голем број на туристи, многу туристи и многу светски телевизии доаѓаа специјално овде во Република Македонија да ја снимат спомен куќата, да снимат некој документарен филм, да се запознаат со сите оние предмети кои што се изложени во однос на ликот и делот на мајка Тереза. И јас почнав да барам кај било, што можам да најдам за таа куќа. Беше интересно што не постоеше фотографија, иако тоа е куќа која била тука до 1930-1940 година била тука, но немаше таква. Имаше некои описи, некои што кажуваа, по тие описи беше направена една макета, уште стои во Беговската кула тука. Но нема архитектонски реални подлоги за нешто да направиш. И се разбира, јас тргнав по тоа да почнам да ја правам преку некои, како да кажам, многу повеќе по чувство над разумот. На таков начин да се обидам да бидам мајка Тереза на 8-10 години и да ја доживувам таа куќа како би можел да ја доживувам. И добро, направив еден проект и тој отиде во Ватикан. За да можете да направите една куќа за која што немате технички податоци, мора да се наслоните на тоа што го има, дека имало бунар, дека била во рамките на едно скопско мало, во една урбана матрица каде што улиците биле на таков начин средени, тоа е факт дека било калдерма. Потоа дека има двор, дека има авлија, дека околу бунарот се определени содржини, дека апсолутно во таа мала локација, затоа што на тоа место немало големи локации на куќи. Значи, во определена мала локација сигурно дека партерот треба да се искористи како трем. И така натаму, значи, јас стасувам до еден од реалните елементи како би можела таа куќа да изгледа, но не е идејата тоа, затоа што станува збор за спомен куќа, спомен дом. Од тука морав да се послужам со една друга наша традиција, која вели, ако некој во минатото бил во војска, па не се вратил, ама никој не знае дали погинал на војно поле, отишол, се преженил, например, или не знам. Воглавно нема податоци, а не е вратен. Тогаш нашите прават куќа, во која ги ставаат неговите предмети и чекаат неговиот дух или тој од некаде да го види тоа и да се врати. Значи, тој елемент беше вклучен и овде, затоа што
И моја желба беше на некој начин, кога ќе се направи куќата на мајка Тереза, да биде материализирано нејзиното присуство. И тоа се случи. Тоа јас никому не го кажав дека ми е тоа таква намерата, но неверојатно е дека тоа се случи затоа што коските на мајка Тереза се горе. И никој не знаеше за тоа се до отварањето. Значи, тоа е вториот елемент кој е вклучен во изработката на овој објект. И натаму овде е вклучена трансформацијата на едно мало скопско девојче, кое како и сите чита за златни рибки и рани гулаби под таванот, одеднаш станува блажена. Значи на чекор до рајската порта.